Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Јас би сакал на самиот почеток да кажам една мисла која што ми дојде во текот на проучувањето на поуката, но не сакав да станам, да одземам дополнително време тогаш. Знаете, постојат на суд сведоци, ама постојат и стручни сведоци. Ја знаете ли која е разликата помеѓу тоа? Пример, ако сте сведок, ако ве викнат на суд да сведочите, обичен сведок, што значи тоа? Значи, сте биле сведок на нешто. На некој настан, со своји очи, со своји уши, и го кажувате тоа што самите сте биле сведок. Сте го виделе, сте го чуле, или како што вели и уште апостол Јован, со своји раце и сме го напипале. Меѓутоа, што значи стручен сведок? И сега знаете што е проблемот? Проблемот е што ние сакаме секојаш, кога треба се сведочи, да бидеме стручни сведоци. Да продаваме теологија, да продаваме филозофија, а всушност во 99% од нас се бара да бидеме сведоци. Да бидеме обичен сведок. Што ние сме доживеале? Кое е нашето искуство? Нешто сме научиле од книги, од литература, од слушање проповеди и така натаму. Кое е нашето искуство? Јас би сакал, пред да преминеме на третиот дел од ова тема за крштевањето, со која што и се надам ќе ја завршиме оваа сабота, да прочитам само едни зборови од апостол Павле, запишани во првото послание до Коринтијаните, 2 глава. Прво послание до Коринтијаните, 2 глава. И нема да ги коментирам овие зборови, само сакам да ги прочитам. Ако имате Библија, пожелно е да ги читате со ваши очи од вашата Библија, без оглед кој превод имате на располагање. Јас ке читам моментално од преводот на Константинов. Значи, прво послание до Коринтијаните, 2 глава, ќе почнем да читам од првиот стих, значи од почетокот на главата. Внимавајте што вели апостол Павле. И јас, кога дојдов при вас, браќа, како дошол апостол Павле кај Коринтијаните, не дојдов со висок говор или со мудрост. Иако тој тоа го имал. Павле бил стручњак, не бил селјак, како други апостоли. Можел да се пофали лаодикејски, како што и се пофалил во иронија за оние кои што тоа го сметале за вредност. Дали знаењето, дали титулите, дали дипломите, дали обрезанието. И јас сум тоа, дури поголем од вас. Евреин од евреите. Павле не се фалил со тоа, но го споменувал тоа во иронија, како значи да испадне колку е мизерно да се фалиме со тоа, да се китиме со тоа. Но кога дошол во Коринт, тој постапил поинаку. Не значи со висок говор или со мудрост, за да ви го проповедам Божиото сведоштво, зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа и тоа распнатиот. И јас бев со вас во слабост, и во страв, и во многу трепет. И моето слово, и мојата проповед не се состоеја во што? Во убедливи зборови. Замислете, ние што обично се обидуваме да правиме ако на некого му зборуваме за Христа, за верата? Сакаме да го убедиме. Апостол Павле вели, мојата проповед, моето слово не се состоеја во убедливи зборови. На мудроста. Убедливи зборови на мудроста. Значи не тактики, финти или не знам што се учи на факултет или во специјално напишани книги на таа тема,
за сведочење и така натаму. Туку во што се состоеле неговите зборови? Во докажување на духот и силата. Колко едноставно решение. Го имате ли духот свети? Го имате ли го немате? Трета не постои. Ако го имаме духот и имаме силата на духот, а тоа е нешто се гледа. Тоа е нешто што може да се опипа. Тоа е нешто што се слуша. Тоа е нешто единствено што може да го промени животот на другите, кога тие ќе видат дека нашиот живот бил променен. Дека нашиот е променен. Та вашата вера да не биде основана на човечката мудрост, туку на што? На Божијата сила. Вери тука апостолот. Духот Свети е синоним за Божијата сила и ние рековме дека крштевањето Христово, за разлика од Јовановото, се состои во тој квалитет, присуството на Светиот Дух. Христовото крштевање е крштевање со Дух, иако водата е присутна и таа е иста и во случајот со Јовановото и секое друго крштевање. Но разликата е во присуството на Духот, крштевањето на Духот. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган, најавуваше самиот Јован. Сега, да одговориме на прашањето, што го поставив уште пред 2 саботи. Зошто во нашиот јазик крштевањето е наречено крштевање? Зашто во нашиот јазик не било преведено буквално со зборот потопување, значи да укажува на, како што е тоа во грчкиот оригинал, да укажува на самиот начин на кој што се врши крштевањето со вода. Зошто нашите предци го превеле тој збор со крштевање? Го превеле динамично. Потопување има врска со водата. А зборот крштевање со што има врска? Со крстот. Што асоцира, има ли логика зошто крштевањето како чин се доведува во врска со крстот? Како? Со смртта? Да, читавме, нели? Сите ние кои што во Христа се крстивме, апостол Павле рече во Римјаните 6 глава, во неговата смрт се крстивме. Кога објаснивме дека сите тие крштевања што ги вршел Јован Крстител и Исус и неговите ученици пред крстот, сето тоа биле крштевања за покаяние. Сите тие биле Јованови крштевања. Бидејќи Христовото крштевање е нешто што се случува со силата на Светиот Дух после крстот. Нешто што има врска со неговата смрт. Затоа што верата, Евангелијата е тема на верата, предмет е Христовата смрт. Пред тоа не ни можела да постои истата, да постои таа она што е суштина на Евангелието, проповета за Христовата смрт и воскресение, се разбира, без смртта нема ни воскресение, за Христовиот крст, и токму тоа го сведочил апостол Павле во Коринт, и токму со тоа имал најголем успех во своето проповедање. Да отвориме во Евангелието според Јован, 7 глава. Да прочитаме што ни кажува апостол Јован понатаму на оваа тема. Евангелието, значи, 7 глава. Тука во оваа глава апостол Јован го споменува Духот во следниве зборови. 37 стих. Значи се работи за празникот Сеници во Ерусалим, последната есен од Христовата јавна служба, веќе наредната пролет е
распнувањето. А во последниот големиот ден на празникот, се мисли на Сеници, Исус застана и извика велејки: ако е некој жеден, нека дојде при мене и нека пие. Кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Тоа го кажал Исус пред целиот народ, пред евреите, собрани на најславниот и најрадосниот обред од празникот Сеници, обредот на црпење или зафаќање вода. Во последниот голем ден од празникот, или што би рекле ние на 22. Тишри, според еврејскиот календар. Но Јован вели, тоа пак го рече за духот. Кога Исус ја споменал таа жива вода, тоа го рече за духот кога ќе го примат оние кои веруваат во него. Зошто идно време ќе го примат? Исус рече, кој верува во мене, од неговата внатрешност ќе потечат реки жива вода, и тоа е нешто што се повикал на писмото дека е така, значи на Стариот Завет. Но Јован толкува и вели дека тоа е речено за во идно време. Тогаш се уште никој не можел да го доживее тоа искуство, таа жива вода, таа сила. Зошто? Зашто духот уште не беше даден. Или овде се вели уште не беше слезен. А зошто? Зашто Исус уште не беше прославен. А на што се мисли тука? Што се мисли под Христовото прославување? Кога Исус бил прославен? Еве, Ацо знае, повели. Воскресението Христово. А за да има воскресение, што требало да има? Да има смрт. Значи, суштината на Евангелието и суштината на верата е Христовата смрт, неговата жртва и неговото воскресение. Бидејќи тоа е она што нас може да не оправда. Тоа е она што нас може да не посвети. Сето друго што тој го кажал и го правил пред неговата смрт е многу битно. Меѓутоа, ова е најбитното. Без ова, ништо друго не вреди. Без ова, ништо друго нема свој смисол. Како што вели самиот Павле, залудна е вашата вера, се уште сте во вашите гревови. Што значи крст? Рековме дека значи смрт, но каква смрт? Не било каква смрт. Крстот значи сурова, понижувачка и насилна смрт. Значи, кога некој се крштева, што тој треба да доживее? Зошто било преведено тоа со крштевање на наш јазик? Кога некој се крштева, што тој треба да доживее? Треба да доживее сурова, насилна и понижувачка смрт. Ви звучи тоа логично? Обично на крштевање се чувствувате свечено, радосно, и така и треба. Никој од вас не е понижен. Напротив, вие сте славеници, вам ви се честита после тоа. Без малко како да имало свадба. Таа сабота во црква. И па тогаш, кога се случува тоа што е насилно, понижувачко, каква врска има ова со крштевањето? Дали сте доживеале вакво нешто? За да говориме на ова прашање,
Ќе прочитаме сега еден друг текст од Делата на апостолите, односно ќе споредиме два текста од Делата на апостолите. Пред тоа, дали се сеќавате завршните мисли од мејатата сабота кои ми беа? Камерата се разбира се сеќава најдобро. Меѓутоа, ќе ве потсетам јас и сега од тука. Кога апостол Павле им се обратил на галатјаните, што ги прашал? Значи, на кој начин го примивте духот? Силата, знаците, чудата, сето тоа. Дали преку делата на законот, значи преку нешто што се прави од ваша страна, или преку што? Послушноста на верата. Сега, кога апостол Павле ги прашал некои христијани во Ефес дали го примиле Духот Свети, како беше прашањето? Што тој ги прашал на почеток? Значи, самиот Павле што ги прашува нив? Да, ама пред тоа што? За кога? Кога дали примивте Дух? Кога се крсте дали примивте Дух? Тоа ги прашува. Дали апостол Павле ги прашал тие ефесијани, кога се крстивте, го примивте ли Духот Свети? Тоа ги прашал. Туку што ги прашал? Ги прашал, кога поверувавте, дали го примивте Духот Свети. Зошто? Зошто кога поверувавте? Затоа што Духот Свети се добива само со верата. Кога Духот Свети автоматски би доаѓал само од обредот, потопување со вода, значи тоа што би било случај со сите крстени деца, да речеме бебиња, значи автоматски, без нивна вера, без нивно учество, тие би го добивале Духот Свети, како што Господ направил таков експеримент со царот Саул. Саул без да сака, без да верува, со сиот гнев, без омраза против Давид, одеднаш станува нов човек. Духот Свети ја заобиколил неговата слободна волја и покажал што може да направи дури и со најголем грешник. Духот Свети направил експеримент во Стариот Завет, да ни покаже дека и најголем грешник може да стане светец ако е тој присутен, Духот Свети. А без него, никој не може да стане ништо повеќе од тоа што е по природа. Грешник. Но Саул, за жал, не сакал да остане. Не само што не било по негова вера. И понатаму, кога ние би го добивале автоматски Духот Свети со влегување во водениот базен, во водениот гроб, тогаш тоа не би било по вера, туку би било по дела на законот. И тоа го кажавме, затоа што самото крштевање е новозаветниот церемонијален закон. Значи, дали се обрезува некој или се потопува со вода, е само различна форма, ако не постои суштината, Духот Свети, квалитетот на Христовото крштевање. Еве, користим приликата да ги поздравиме брат Перо од Чикаго и неговата сопруга. Духот Свети доаѓа тогаш кога ќе поверуваме. Кога ќе поверуваме што? Кога ќе поверуваме што? Ќе поверуваме Евангелието. А што беше предмет на Евангелието? Христовата смрт и кој е незиното значење, зошто Исус умрел, и се разбира воскресението и кој е неговото значење, зошто Исус умрел. Без да се познава вистинското Евангелие, луѓето што ќе прават? Луѓето ќе се крштеваат. Меѓутоа, што е резултат на седо тоа? Нема да има никаква разлика од било каков друг обред. Ќе има, до душе, разлика во однос на случајот кога не би се крстиле. Се разбира, голема разликата на деца растени и воспитувани во семејства на верници, од тие што тоа не се. Меѓутоа, ниту воспитувањето,
ниту дисциплината, ниту било какви манири и навики создавани со текот на годините, уште од најмала возраст, не може да бидат замена за Духот Свети. И ево сега ќе ги споредиме тие два случаја. Значи, прво, Дела апостолски 8 глава, 8 глава, ќе почнеме да читаме 4 стих. Дела 8 глава, 4 стих. Оние кои беа распрснати, одеа проповедајки го Словото. Така Филип дојде во главниот град на Самарија и им го проповедаше Христа. И народот еднодушно внимаваше на Филиповите зборови и ги слушаше и ги гледаше чудата што тој ги правеше. Значи Филип не само зборувал, не продавал теологија, туку правил и чуда. Кој ги правил тие чуда? Да видиме понатаму. Зашто нечистите духови излегуваа со голема викотница и мнози нафатени и хроми беа исцелени. И стана голема радост во оној град. И се кажува како некој Симон, магионичар, волшебник, како сакате наречете го, вражач, ги гледал сите тие случувања и самиот бил принуден да признае ова е навестина голема Божја сила. И не само тоа, туку самиот сакал да го посакал да ја има и тој таа сила. Меѓутоа, тој посакал да ја има таа сила на начин на кој што ние сакаме да ја имаме. Односно, ние би сакале да ја имаме силата, ама ние да управуваме со таа сила, а не ние да станеме слуги на таа сила и тој, Духот Свети, да управува со нас. Значи, не се разликуваме многу од Симон, врачарот, вражачот, магионичарот. Се разбира, тој побрал да ја купи таа сила со пари и знаете каков одговор добил на таа негова дрскост. Но, оно што Симон посебно го забележал било следново. 12 стих. А кога му поверуваа на Филипа, кој го проповедаше Евангелието за Божјото царство и за името на Исуса Христа, се крштаваа мажите и жените. И самиот Симон поверува. И што? И откако беше крстен, продолжи со Филипа, гледајќи ги знаците и големите сили што се збиднува, и се восхитуваше човекот. Замисли што е кажано за еден магионичар. Или за еден бајач. Тој самиот поверувал, се крстил, значи бил потопен со вода, продолжи да ги гледа чудата и знаците што ги правил Филип и се восхитуваше, самиот тој се восхитуваше на сето тоа. Меѓутоа, дали тој самиот го примил Светиот Дух? Не. Зошто? Па нели човекот се крстил? Нели човекот се крстил? Нели човекот се крстил во името на Исуса Христа? Нели човекот се крстил со Христовото крштевање? Или не се крстил? Што фалило? Па нели пишува дека поверувал? Нели рековме дека Светиот Дух доаѓа кога ќе поверуваш? Има ли тука некој проблем? Како да има, нели? Видете што се кажа понатаму сега од 14 стих. А кога апостолите кои беа во Јерусалим чуја дека Самарија го прими Божјото Слово, што одлучија да направат? Им ги испратија Петра и Јована. Зошто им ги испратија? Кои слегоа и се помолија за нив, за да го примат Светиот Дух,
Што кажуваат овие зборови? Понатаму, зашто уште ни на еден од нив не беше слегол. Значи, на сите тие што Филип ги крштавал во Самарија, мажи, жени, па и на самиот Филип, самиот Симон. На ниту еден од нив Светиот Дух не слегол се уште, иако луѓето поверувале на проповедта на Филип, иако луѓето се крштава од раката на Филип во вода. И па сега што е проблем? Значи, дури било потребно да бидат испратени апостолите, значи, водачи, црковни водачи со повисок чин. Филип бил само ѓакон, со најнискиот чин. Ѓакон, старешина, епископ. Кога тие, значи апостолите, или првите епископи на црквата, ќе положат раце врз некого, дури и врз тие што биле крстени во името на Господа Исуса Христа, дури тогаш слегувал Духот Свети над нив. Така ни вели извештајот во Дела на апостолите. Зашто уште на ниту еден од нив не беше слегол, а само беа крстени во името на Господа Исуса Христа. Интересно. И сега тоа го видел Симон, како Светиот Дух се дава со полагање на апостолските раце. Тоа е едниот случај. А кој е другиот случај? Другиот случај е Дела 10 глава. Само 2 глави понатаму. Значи, во Дела 8 глава гледаме како се крштаваат верници во името на Исуса Христа, како поверувале во проповета на Филип, но само тогаш кога ќе дошле апостолите Христови, со нивни раце, положени врз крстените верници, слегувал Духот Свети. Со други зборови, гледаме дека тогаш кога се крштавале евреите, оние што биле од мали нозе воспитувани во законот Господов, оние што биле родени во црква, како што знаеме ние да речеме, иако верувам дека никој од нас не бил роден од црква, сигурно сте биле родени во болница, тие не го примале Светиот Дух веднаш штом ќе поверувале, ниту веднаш штом ќе се крстени. Туку крштевањето со Дух бил посебен чин, одвоен од крштевањето со вода. Но што се случува во Дела 10 глава, кога се крштева првиот незнабожец, првиот поганин, и тоа римски капетан. Тука се случува нешто што самите апостоли не можеле да поверуваат, самите Христови ученици не го очекувале дека ќе се случи. Апостол Петар во домот на Корнели, почнувајќи од 44 стих, значи ги прескокнуваме сите тие воведи во настанот, како се запознале Петар и Корнели, морал да се запознаат на надприроден начин, бидејќи самиот Петар, како апостол, како човек што крштевал со Дух Свети, не само со вода, веќе, се уште имал предрасуди, еврејска предрасуда да не смее да влезе во незнабожечки дом. Додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, сега внатре во домот, на Корнели и на неговите домашни, Светиот Дух слезе на сите кои го слушаа Словото. И сега ќе речете, па зошто се случува вакво нешто сега? И се зачудија кои верници? Обрезаните верници се зачудија. Се зачудија обрезаните верници, кои дојдоа со Петра, дека и на народите се излеа дарот на Светиот Дух.
Зашто ги чуе како зборуваат јазици и го величаат Бога. И потоа што се вели? Тогаш Петар рече, може ли некој да им ја забрани водата да не се крстат оние кои го примија Светиот Дух како и ние? И заповеда да ги крстат во името на Исуса Христа, тогаш го замолија да остане уште неколку денови. Кога го примија незнабожците Светиот Дух? Уште пред да бидат крстени со вода. Значи, еден евреин прво бил обрезан, значи како дете растел, воспитуван во законот Господов. Кога поверувал, ако поверувал во Евангелието и станал Христов следбеник, бил крстен со вода, веројатно пред тоа бил крстен со Јовановото крштевање некојаш, кое што не било во името на Исуса Христа, туку било само покајно крштевање. И се уште не го примал Светиот Дух. Обрезан и крстен, се уште не го примал Светиот Дух. Дури со посебен чин, со полагање раце од страна на Христовите апостоли, таквиот го примал Светиот Дух. А овде што гледаме? Овде гледаме дека незнабожците кои што не биле ниту крстени со вода, ниту обрезани, го примаат Светиот Дух дури и пред нивното крштевање со вода. Го примаат кога Светиот Дух? Тогаш кога поверувале. Која лекција сака Светиот Дух да ни ја каже тука? Зошто Светиот Дух го прекршил до тогашното правило, кое што било утврдено правило, поредок во крштевањето на еврејските или обрезаните христијани? Светиот Дух сака да ни каже едно правило, а тоа е дека тој самиот не е подложен на правила. Или како што рекол Христос, Духот дува каде што тој сака. Слушнавте адвентистите на седмиот ден. Духот дува каде што тој сака, не каде што вие сакате. Ние ќе го командуваме Светиот Дух што да прави, како да прави. Ние ќе му речеме кај кога да оди Светиот Дух, кај кога да не оди. Духот дува каде што тој сака. Ние луѓето не можеме да му поставиме ниту црковни, ниту деноминацијски, ниту национални, ниту било какви други ограничувања. Духот Свети не можеме да го ставиме него под закон. Не можеме на него да му наметнеме правила. Духот Свети секојаш ќе направи исклучок на правилата. Дори најважното правило што го проповедав денес и мијатите саботи, дека треба да се поверува па да се прими новиот живот, да се доживее таа насилна смрт за стариот, да се доживее тоа понижување, тоа разбивање на Христовиот камен, на Христовата карпа. Светиот Дух го прекршил и тоа правило. Во случајот на Саул, без никаква вера, без никакво покаяние од негова страна, тој дошол и го претворил Саула во нов човек. Какво год правило да смислите, битно, важно правило, на кое што ќе помислите дека Светиот Дух се покорува, ќе видите дека тоа не е случај. Тој секојаш знае да направи исклучок. Тоа е самата лекција од сите овие примери е таа. Ние не можеме да го управуваме Светиот Дух. И делата на апостолите тоа го сведочат, дека таму, кога апостолите сакале според некој нивен план да отидат, например, во Витинија, во Понт, во денешна северна Турција, и таму да проповедаат, вели апостол Лука пишува и вели духот, но духот ни забрани. Духот
Духот знае подобро каде треба да проповедате, какви планови да имате и што да правите. А каде била волјата на Духот да отидат Павле и Сила, ако не во северна Турција, која што им била поблиску и по некоја човечка логика, што дојдешме до тука, значи Писидија, Кападокија, ај сега и останатиот дел од Мала Азија. Не, Духот веднаш ги испратил во Македонија. Па каква логика ќе речете, уште не завршивме Турција, да речеме со денешен јазик, сега ти не пракеш во Македонија, преку море. Има логика во сето тоа? Човечка логика нема. Светиот Дух не се управува по човечка логика. Светиот Дух дува таму каде што тој сака. И Светиот Дух рекол сега во Македонија. Што се случило понатаму во Македонија? Тоа може во приватен разговор да чуете од брат Перо, кај што ми рече во Ендрус пред 6 години, дека апостол Лука бил македонец и грците му ја скинаа главата. Како и да е, не навлегувам во точноста на дали е точна таа информација. Во ред, реков тоа во приватен разговор може со него, бидејќи он е стручњак од таа област. Но, јас верувам дека ние ја научивме нашата лекција од овие 3 беседи на тема крштевање, иако, за жал, ова е тема на која што треба се размислуваме секогаш има што многу да се зборува за неа секогаш и никогаш нема да биде исцрпена. Нека Господ ни даде понижувачка, насилна и сурова смрт за нашето јас. Нека ни даде ново срце на покаяние, за да можеме одново, или некој од нас може би за прв пат во својот живот, да го примиме Светиот Дух и да живееме така како што Тој сака. Да одиме таму каде што Тој дува. Нека му е фала и слава вечно. Амин.